Председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова и шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски учествуваат на состанокот на процесот за соработка во Југоисточна Европа, кој се одржува во Софија. На маргините на денешниот работен ден, попладнево е закажана билатерална средба на македонската председателка со незината бугарска колешка Јотова. Од Софија во живо известува Ивана Соколович-Најдова. Го очекуваме вклучувањето на Ивана, доколку ја имаме на линија. Да, Ивана, кога се очекува одржувањето на оваа средба и кои се пораките кои можеше да ги слушнеш во текот на денот? Ајде. Да, Славица, се јавуваме во живо од бугарската престолнина. Овде во Софија денеска се одржува 30-тиот состанок од на самитот од процесот за соработка на земјите од Југоисточна Европа. Домакин е бугарската председателка Илијана Јотова. Овде во Софија се присутни лидери на државите и лидери на владите од цела Југоисточна Европа. Темите на разговор ќе бидат секако состојбите и актуелните предизвици со кои што се соочуваат сите земји, но се очекува во фокусот да биде и интеграцијата и пречките кои што стојат на патот до ЕУ на земјите од Западниот Балкан. Пред малку завршија и делот обраќањата на председателката Гордана Силјановска-Давкова, која што ја предводи овде македонската делегацијата пред присутните колеги овде во Софија, испрати порака дека во услови на геополитички предизвици потребно е храбро и одговорно лидерство. Процесот на проширување порачала дека мора да се темели исклучиво на копенхашките критериуми, а спроведувањето на реформите да го диктира и темпото на самиот процес на пристапување. Пред малку имав можност да ги видам и пораките кои што ги упатила бугарската председателка Јотова. Во еден дел таа практично се осврнува и на односите со Македонија, велејќи дека ставот на Бугарија од секогаш бил дека земјите од Западен Балкан треба да бидат дел од европското семејство, но со исполнети критериуми, постигнати резултати од кои што главната задача е почитувањето на човековите права, алудирајќи на моментот за внесување на бугарите во македонскиот устав. Силјановска и Јотова овде во Софија треба да седнат на заедничка маса за отприлика 2 часа по македонско време, односно во 18 часот и 20 минути по бугарско време. Тие треба да остварат билатерална средба. Ова ќе биде нивна прва официјална средба како две председателки на држави. Средбата доаѓа во услови кога во тиват ги слушнавме новите пораки од Брисел и оној нон-пейпер и предлог француско-германски околу начинот на пристапување на земјите и поволностите кои што се нудат. Каков ќе биде исходот, сепак ќе останеме овде да ги почекаме нивните ставови, но во фокус на разговорите се очекува да бидат токму позициите на двете земји, особено по блокадата која што Бугарија ја поставува на патот на македонските интеграции. Воспоставување на диалогот е важен помеѓу двете земји, порача и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, кој што е овде исто така во Софија и ќе ја придружува председателката Силјановска-Давкова на средбата со Јотова. Тој утрово имаше министерски состанок со своите колеги од земјите од Југоисточна Европа и по завршувањето за македонските медиуми порача дека важно е да биде воспоставен таквиот диалог кој што досега недостасуваше. Много повтори и ставот и позициите на македонската држава и македонската влада дека не треба да се погази и преговорите за македонскиот идентитет и јазик не треба да воопшто да бидат тема на било какви разговори за пристапување кон Европската унија. Да слушнеме неговата изјава. Очекувањата се дека ќе почнеме да градиме, конечно ќе продолжиме да градиме тоа што се надевам го почнавме со мојата колешка пред неколку недели, се повеќе потребен дух на доверба, затоа што во моментот треба да бидеме искрени меѓу себе, а постои висок степен на недоверба од двете страни. И таа почнува по мене со една хистерија од минатото насочена кон создавање на негативна перцепција поврзана со нашата држава, а која што се прелеа и во внатрешната атмосфера кај нас. Ние сме заложник на една некоректна и непринципиелна блокада на нашиот европски пат. И тоа е она што сакаме да им го објасниме на нашите колеги во Бугарија.
Никој нема интерес од ова што се случува во моментот. Губат двете држави економски, губат двете држави политички, губат и граѓаните, народите на двете држави кога се создава ваков тип на недовера. И најлесниот начин на кој што ние можеме да се движиме напред и да ги решаваме нашите меѓусебни прашања, доколку Бугарија ги отвори вратите, дозволи да ги отпочнеме ние преговорите и да знаеме дека сите предизвици може да се решат, но да бидат принципиелни предизвици, а дека за прашања, ќе повторам, поврзани со историја, идентитет и јазик, оваа влада не е подготвена во ниту еден момент, ниту да преговара, ниту да разговара за нив. Ивана, јасно е дека фокусот во билатералните разговори овој пат е помеѓу двете председателки. Има ли некаква најава за повторна средба на министерот за надворешни работи со неговата бугарска колешка и дали се најавени некакви изјави по завршувањето на билатералната средба помеѓу Јотова и Силјановска-Давкова? Така е, Цаци, состанок на министерско ниво помеѓу Муцунски и Чамова нема да има денеска во Бугарија. Тој вели дека поради набиената агенда во текот на денешниот ден невозможно да бидат организирани билатерални средби, но вели дека во текот на денешното пристигнување на овој министерски состанок разговарале и без да открие повеќе детали за што точно размениле ставови. Вели дека важно е да се разговара, дека приоритетот на регионот треба да биде целосна интеграција на Балканот практично во европското семејство. Како што кажав, детали не сакаше да открие. Состанок за сега нема да има, како што кажа, останува на нивната средба од пред неколку недели во Шведска, каде што тие за прв пат седна на маса. Муцунски, како што реков, ќе придружува Силјановска-Давкова на средбата со Јотова, па не е исклучено таму да има повторна средба заедничка со неговата бугарска колешка. По завршувањето на билатералната средба помеѓу двете председателки се очекува да го чуеме ставот од председателката Силјановска-Давкова, најавена изјава за медиумите, каков ќе биде исходот од денешната средба помеѓу нив двете. Пренесуваме во следните вести. Ивана, те очекуваме во живо од овој состанок во Софија во Централниот дневник во